едни и други имат многу гревови за плаќање, тај Денко Малевски, тај Стево Пендаровски. Добро е да Денко се освести, добро и Пендаровски да почне да излегва и да се подосвестува. А инаку, единствено кај нас, во Македонија, учебниците се засновани на ми кажа баба ми. Ниту еден учебник не е заснован по историја, зборувам и по македонски јазик. Ниту еден учебник не е заснован на историски факти, докази, писма, документи. Не може, ние пишеме учебници по историја на нешто кој што го нема. На ми кажа баба ми. Си има писма, си има се, треба да се отворат тие, да се прочитат и да се напише еден учебник. Зошто? Не гледам зошто е проблем. Ќе ги спомнам преродбениците, возрожденците. Зошто во последно време не се учи никаде Рајко Джинзифов? Зошто во учебниците на децата по историја, сега историја и општество поново, зошто не се учи Кирил Пејчиновиќ? Зошто не се учи Огледало? Зошто не се учи Крвава кошула? Јас тие ги имам читано уште како основец. Тие книги. Зошто го немаме Джинот? Јордан Хаџи Константинов Джинот. Сега, како? Јас од постарите, поточно од татко ми имам слушано дека кога бил тој средно училиште, наставникот по историја му велел таму во учебникот кај што пише бугари, вие читајте македонци, пошто тие тогаш биле во заблуда. Чекај се, тие ги сметаме за преродбеници, како може да биле во заблуда, значи не биле нешто во ред со мозокот, ако биле во заблуда, и нема зошто да ги рачунаме за преродбеници. Ама кај нас е таа ситуацијата, најпоќе затоа се плашат од уставот и од отворањето на страниците на УДБА и од историјата да се препрочита. Мислам дека тоа е проблем, инаку, како што велиме 3500 бугари не се проблем за Конституцијата.